Ова беше доста потресна недела за тие што живеат во регионот на Охрид. Над 800 помали земјотреси. Изгледа го потценавме вулканот во Косел, Охридскиот Везув. Да ви обучи. Многу се вели и градоначалникот беше на Охрид дека имаше да станат. Беше. Шом бил градоначалникот, значи состојбата е стабилна. Еве, може да се види колкав е кратерот на вулканот, состојбата е стабилна, птички пеат, уживајте. Градоначалникот прв ќе примети столицата ако се нишат и одма ќе се превземат мерки. Ние охриѓани ова сезона почнавме и просторот под кревет да го издаваме. Имам кревет, ама под кревет е побезбедно. Сезонава во Охрид покрај смештај даваме и брошура, правила на однесување при земјотрес или бонтон за земјотреси. Заш и да имат природна катастрофа, треба да знаеш како да се понашаш. Биди боем до крај. Засолни се со стил. Прво, треба да си подготвен, значи секогаш имај спремен пакет продукти и прва помош на место кое сите ќе го знаат. Најсигурно вие во ВЦ, пошо таму сите имаме слободно време да разгледаш, да видиш, да запамтиш шо кај стои. В дневна ако го ставиш, секој ден си, па никогаш никој не знае далинското кај е. Сега, најосновни продукти кои сето си е индивидуално, значи. Под 2. За време на земјотресот засолни се на сигурно место под носечки столб или под кревет. Под кревет. Во Охрид ако имаш платено за под кревет. Сега овие агентиве за животно осигурување глата им чадици, викет, како не ни текна дека место под кревет можеш да го продаваш како дополнителна полиса. Многу битно е, кога има земјотрес, да не се трчат поскали. Прво што правиме сите, ајде, стампедо поскали, значи така не. Заш скалите први одат фира. Она што можеш да го направиш, кој ќе се треси све, а ти си на петти е да си речиш, како не си зедов стан на први. И после тоа одма тикни се под кревет и пути таму. Во Јапонија, има многу искуство со земјотреси. Еве како реагира тие во ваков случај. 緊急地震速報。地震だ。地震だ。どうしたらいいんだ。どうしよう。どうしたらいいんだ。The window of time between an earthquake early warning and strong tremors is a few seconds to a few tens of seconds. When you hear the warning, the ground could already be shaking. Значи ова беше како не требит да се паничи. Требит мирно и стабилно. Заш све околу ако се тресит, не требит и ти да се испотиш. Еве пример како. 地震速報だ。いつも言ってるようにテーブルの下に隠れなさい。 It is important to spend some time thinking about how you might respond to an earthquake early warning. First, ensure your physical safety by hiding under a table or moving away from furniture. Вака, само пази млекото да те потури под маса. Исто така е регистриран и силен земјотрес со епицентар во Кривичниот суд во Скопје, пошто Катица ги тресна доказите за повеќе случаи на маса. На некој земјата му се треси, на некој душичето, секој со судбината. СЈО бара притвор за 18 лица, за 47 мерки за предпазливост. Апсолутно продолжуваме додека не ја завршиме нашата мисија. Мислам за тоа сме
формирани како прво, не за да работиме во одреден рок, напротив, да ја завршиме оваа работа, да ги завршиме и да ги истражиме сите снимки и доколку некој во Република Македонија има други снимки кои би требало да бидат предадени на нас, еве ги повикуваме повторно да бидат доставени, ние стоиме на располагање. Јас имам една снимка, рентген, со зачеток на криминални идеи. Ево ја. Леле, куќето било најдобар пријател на човекот. Ако е ова пријател, шо пес е тој. Леле. Актерите во овој циклус крими трилери се номинирани за наградата Златни лисици за филмовите Титаник, Тврдина, Таргет и други. Во медиумите излезе информација дека Никола Груевски, доколку се покажат точни доказите, во наредните години ќе игра со дрес број 22. СЈО исто така побара и мерки за предпазливост за Ивона Талевска, уредничката на Вечер. После моабетот со гајкичките од Тифани, јами, ниједна вечер не е така иста како претходно. Се шпекулира дека гајкичките биле кинески. Студио? Добро, ајде вака сега. Кина е многу значена за Република Македонија, тоа е во однос на Кина. Веројатно сега немаше други позначени политички настани, па предпоставувам дека Кина предизвика големо внимание во јавноста и особено оние непротоколарни работи кои што излегува во јавноста за новинарите кои што немаат попаметна работа. Да, доста непротоколарни работи излегува во јавноста, новинариве со нови фетиши се стекна. Доколку судот одреди таква мерка на предпазливост, тогаш Ивона ќе мора да се јавува кај одредено службено лице и да ги приложи гајкичките. Да, дами и господа, тие веќе се собственост на државата. Како ли ќе се осеќаат после конфискација на толку голем дел од неа? Мене ми студеше. Значи, физички ми студеше. И јас си облеков чизмички. Нормално. Ти студи на вакажешка тема. Не можеш да и погодиш. СЈО предлага мерката за предпазливост за Ивона затоа што откако ги видовме гајкичките, таа стана култ во општеството и граѓаните не можат да се контролираат. Еве, јас веќе 20 воздржам да не ги слечам гаќиве. Сите спремни се за едно рало гаќи на се. Еве, оформена и специјална единица за преглед на гаќите на граѓаните, заради предпазливост. Видете. And now, like, take them off slowly, slowly. Like, yeah, like you mean it. Oh, look at you. They're kind of sandy in the crotch. In the crotch? Yeah. You gotta, okay. I like that. I gotta do it professionally. Oh, my glove ripped. Now I'm gonna get an STD. God damn it. Put him in here, stop flashing it to everybody. It was supposed to be discreet. Alright. Тоа е тоа. Дискреција загарантирана. За доброто на сите, колективно гаќите на перење. Еве, Латас веќе ги испра своите и спремен е да ја облечит нови. Ама никад не сум ги викал за тоа. Јас сум приватно пријател со повеќето од нив. Или сум бил, или ќе бидам, или сега сум. Такви се односите. Секој работи својата работа. Како што и он, јас знам дека лаже, кој ќе дојде по интервју. На одредени точки. Ја не мислам дека ме лаже мене, лаже публика. Ја не му се љутам, не ме лаже мене. Па тоа се такви односите, клецаниот клецан, тоа е тоа. Тој некој лаже публика, почитувана публико, треба некој да им каже, дечки, ај да не се лажеме веќе. На сите ни е добро познато дека Вевчани е држава сама за себе. Таму беа посадени цртичка инсталирани дел од палмите за шпалма. Ако успеет на надморска од 800 метри, секаде ќе успеет. Туку ќе видиш тие побрзо, Вевчани ќе успеат отколку во Охрид. Таму со вино ги вадат. Палмиве, цуд. Покрај палми во држава Вевчани, верувале или не, има и конјички клуб, за кој ради убај комшиски односи вевчанци не сакаат да зборуваат. Вевчанци пријатно не пречекаа, но голем дел од нив не сакаа да говорат пред камера.
Вевчанци не сакаат да излезат пред камера, ама зад камера што им е речено, оние украдое, цела држава ја украдое. Зад мене се наоѓа конјичкиот клуб во Вевчани, изградено здружение на граѓани, во кое меѓу другите се наоѓаат и мињата на пратеникот од ВМРО ДПМН Крсто Муковски и директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Цветко Грозданов. За само неколку години фирмата Атриум во собственост на братот на Муковски добила тендери во износи поголеми од 4 милиони евра. Во моментов јас кој се осеќам. Еден од коњите сакаше да дајте изјава за тоа каков вистина е животот во коњичкиот клуб, еве. Сакаше, ама тоа не е човек, тоа е конјос. Вака испаѓа дека најубаво средство за перење било конј, ама не од кај било, од Вевчани. Идеално е во Вевчани да си отвориш каква сакаш фирма. Отвори си, маткај си, ако те фатат, ти се маскираш. А бре, се зафркавам ли? Ај за многу години! Јепа! Во јавноста извесно време постои дилема дали сме подготвени за образовната програма на Кембридж. Еве кратко видео за почитуваните дами и господа да се запознаат накратко со тоа шо аџиба Кембридж е. А сега да направиме една мала паралела со училиште во Македонија. Еве дури во одредени места, од што немат поќе за кого да се користи училиштето, се продава. Нормално дека е најубаво за викендица да одмориш малце од училишни обврски од работа, така. Релакс! Епа, почитувани дами и господа, дали сме спремни за Кембридж? Of course we are. So splendid, bloody ready we are. Оценете вие сами. И subscribe.